Добар ден, кратка анкета, дали може? Може, дечко, повели? За случајот онкологија и пресудата, што ќе кажете? Абе, шо да кажем, шо ме тераш да зборам вакви болни работи? Сега баш ми јавија дека ќерка ми е трудна, не ме терај да плачам на ваков убав ден, значи те мола. Пералната на клиничкиот центар со денови не работеше, во ходниците можеа да се видат валкани, неиспрани чаршафи, постелнини. Па имам решение за тоа. Какво е решението? Сега ќе ти кажем, нели и до сега си носевме ние кои ќе не хоспитализираат пиџами. Така, наместо пиџами, ќе си носиме сега и чаршавче, и кебенце, ќе си носиме и јастучница, ќе си носиме и храна. Најво ќе биде да си купиме и лекови и тогаш ќе биде се туто комплето. И да ви кажам, нели е тоа решение? Ја друго не гледам. Па ни јас. Како и да ја одиме понатаму, гасификацијата е процес што може да трае со децении, па затоа владата ќе дели филтри за оџаците на домакинствата, ќе бидат поделени околу 10.000 филтри. Дечко, јас да ти кажам една работа. Дишиш шо ќе дишиш дука и 20-25 октомври, значи после ќе се гушиме. Ама шо, тоа не е чудно, секоја година е така. Ја и кога има чист воздух се гушам, јас сум научена на смрде. Доколку Македонија не го продолжи својот пат кон ЕУ, дел од граѓаните на оваа земја ќе отидат со Албанија, а друг дел со Бугарија, рече Али Ахмети. Дечко, јас ќе си одам за Германија. Значи, јас имам таму зети ќерка и како што ти кажав, ќерка ми е трудна. И ќе се породи, ќе си гледам внучи таму, разбираш? Јас сум таза разведена сега и му реков на зет ми да ми најде некој Ханс. И он вика, гледај, за тебе не е Ханс, многу се смотани. За тебе ќе ти најдам некој Исмаил или некој Джеват. Турците се умрези за македонките. Така да, Али не се секирај, значи јас не одам ни за Бугарија, ни за Албанија, ќе си одам за Германија. Данки, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Чувствувам одговорност и сум се извинил најмалку 10 пати што пред 4 години застанав зад Данела, рече Мицковски, а градоначалничката експресно му одговори: јас им се извинувам на граѓаните што сум мислела дека си чесен професор и интелектуалец. И Данилче така му кажа? Така. Море, удирање, удзивана, браво. Види, ова е забава за народ и све е тоа окей, браво, што да кажам. Циркус. Али јас сум приметил една работа дека овие ВМРО-вци нон-стоп се извинуваат, човече. Еве ќе те потсетам, на времето Љупчо кога беше премиер, он се извинуваше заради покојен Борис Трајковски. После дојде Груевски, он се извинуваше заради Љупчо. Па сега дојде Мицковски, он се извинува заради Данела. Они нон-стоп нешто се извинуваат. Ја лично им простувам на сите, нема проблем. Ама што фајда од тоа, Ние се угушивме од депониеве. Чекаме автобуси со саати. Чекаме некоја подобра иднина, а таа никако да дојде. Од извини не се живее, другари. Па така е шо. Секој трет граѓанин имал допир со корумпиран службеник, вели истражувањето на факултетот за безбедност. Што ќе кажете за ова? Секој трети граѓанин. Да. Па тоа е одлично. Одлично е, супер. Значи, иде првиот граѓанин, ништо не му бараат. Иде вториот, ништо не му бараат. И се третиот, дај некој денарче ќе ти завршам работа. Али првите двајца ништо не платил. Така да тоа е многу окей. Тоа што покажува? Тоа покажува дека нашите чиновници се луѓе со срце, имаат емпатија кон сопствениот народ, сваќаат дека народот нема пари и не бараат од секого. Браво! Поздрав до службениците. Така треба. Добро. Супер. Украина е способна со помош на западните сојузници повторно да ги освои териториите окупирани од страна на русите, рече американскиот председател Доналд Трамп. Шо збориш, така рекол? Така. Кога? Вчера, завчера, тоа нешто ново, е? Да, ново е. Тој истиот Трамп до пред неколку дена викаше дека Украина ќе треба да врати, тоест да даде дел од своите територии на Русија за да се дојде до мир. И сега он си легнал пред 2-3 вечери, по ти што го кажуваш, сањал нешто и сега има нова идеја. Ја имам впечаток дека во одредени моменти Доналд опасно го зеза Трамп. Али на човекот му е забавно. Толку? А за Палестина ништо не ме прашаш? Па не, срам ми е. И мене ми е срам. Значи, нашиве мува не ги лазе. Опасни тврдокошци се. Толку. Чао. Чао.